На ова ќе има време? Има, да. Да, може има. Па конкретно за верата. Зборувам се за верата во заедницата надвор, не интересира, затоа што надвор е друга состојбата во светот. Верата сите мислиме дека веруваме. Дури и уверени сме дека веруваме. Но некоја состојба ако дојде во моментот што несвесно ќе ја примиме, ние како да не сме во верата. И тоа многу пати го ставам како прашање, јас за себе го ставам како прашање, што се случува всушност? Дали сме вистински во верата или тоа е слабост, духовна слабост, нешто што не влече надолу и што може да се направи во тој смисол. Значи, верата, ама колку верувам јас во Исуса, да, многу верувам, многу го сакам. Ама кога ќе дојде некој искушение, кога ќе дојде напад од страна, друг духовен напад, ние клекнуваме или се губиме. Имаме такви примери сега, брзо што се случуваат во заедницата, значи сведоштва има за тоа. И многу пати се прашувам, да, Исус ни дава слободна волја, што сакаме да правиме и што сакаме да избереме. Но кога ќе дојдеме со нашата волја, тогаш обавезно некој се вселува кај нас. Демон на непослушност, непокорност, самоувереност, отпор кон тие што се блиску до нас и што ни укажуваат дека состојбата не во ред, да гледаат дека си паднат. И ние се избираме пак нешто, во вера сме, а избираме па нештото што не клекнало. Значи, упорно не гледаме, слепи сме, за жал. А многу не одблекуваат нештата и треба точно, како што вели Ангелина, со верава и што кажа. Значи, треба да се потрудиме како еден со друг да си помагаме и како да делуваме. И како да споделуваме меѓу нас дека нешто се случува, нешто несакано. Ако сме несвесни, тогаш другиот е свесен да му каже дека се случува нешто. И за да може да ја сочува верата. Бидејќи е опасен овој свет на духовна војна за души. И посебно лукавиот, мислам, така навлегува, краде од духовниот имот и готово. Крадец на љубовта, на радоста, верата е најбитното. И нанесува болка. И после точно пустоши се околу него. Дури може да западнат и да повлече и друг сотрудник. Значи, целта е сите заеднички, јас не знам, согледувам и многу пати тихо тоа го кажува и како да се држиме цврсто еден со друг, еден за друг да се молиме по заедништво и со молитви. Значи, се е кажано. Целта е никој да не ни открадне душата. И пред се заедницата, никој да не ја растури. Оти намерите однадвор се такви. Заедницава која се гради, која добива сила, која имаме старешина и браќа и сестри кои премногу се залагаат. И сето тоа треба да го сочуваме. Без разлика еден за друг со молитви, без разлика меѓусебно во група, дадено ни е можност секако. И да не се лутиме, како што Манде вели, долги молитви. Да не се лутиме кога на некого ќе му речеме дека паднате во духот, дека сеќавам нешто, дека се случува нешто, дека правам нешто што ме загрижува и дека си уочил, дека веќе се материализира на телото на другиот, тој не е свесен, за жал не е свесен, само ние сме должни, тоа е вера. Значи,
цврсто да застанеме, да помагаме меѓусебно и да се љубиме. Затоа што можеме лесно да избереме ние, ама дали е полезно за нас? И можеме да изгубиме се.